дека постојат работници, ќе има потреба да се преиспитуваат работничките права. Во овој случај зборуваме за правата на жените работнички. Пристојна работа за жените работнички. Каква е ситуацијата? Го спомена, проектот се одвива во целата земја, а наша соговорничка е Талија Петреска, правен застапник за Пелагонискиот регион. Значи, од искуството да видиме какви се состојбите, но прво за Талија, добро утро. За каков проект точно станува збор? Во теке реализација на проектот Пристојна работа за жени работнички, социјално учество и зајакнување. Проектот е финансиран од Европската Унија, а во реализација на Сдруженијето на бизнис жени и Фондацијата Мир. Овој проект ја користи капацитетите на Националната платформа за женско предприемништво, која представува мрежа на граѓански организации кои придонесуваат и работат на полето на родова рамноправност и зајакнување. Сега, како дојде до идејата за овој проект? Најпрво, слабата застапеност или многу нискиот процент на економска ангажираност на жените работнички на пазарот на трудот, иако голем број на студии и е поставен и фокусот за ангажирањето на жените работнички, меѓутоа се уште процентот на ангажираност е многу низок. Понатаму, непознавањето на законската рамка, односно на нивните права за заштита на работничките права, а воедно и непознавањето на механизмите кои стојат на располагање. И на крај би го спомнале и многу ниската свест за поимите на дискриминација и мобинг. Така е, со мобингот подолго се среќаваме, за жал тешко и се докажува, но Талија, вие следите состојбите, каква е ситуацијата моментално на теренот? Ситуацијата на терен е алармантна. Јас би го спомнала Пелагонискиот регион, бидејќи во рамките на овој проект се ангажирани вкупно 16 правни советници на ниво на цела држава. Јас сум ангажирана како правен советник за Пелагониски плански регион и мојата цел е помош на жените работнички преку давање на устни правни совети. Слободно, која било од жените работнички би можеле да се обратат на мојот телефонски број или на мејл, доколку сакаат, нивните права се загарантирани, се со цел да им се даде усен правен совет по однос на нивните право од работен однос, во смисла на минимална плата, право на годишен одмор, минат труд, работнички права и се она што им е потребно или непознато. Велите, алармантна е ситуацијата, зошто? Изминатата недела имавме дојава за случај, конкретно во Битола, во текстилната индустрија, каде што повеќе од 30 жени работат во нехумани услови, заклучени како во кафес. Имаше дојава до трудовиот инспекторат кој што направи обид да влези во условите каде што работат работничките, меѓутоа истите беа оневозможени од причина што беше заклучено. Со помош и посредство на полицијата, после половина час успеа трудовиот инспекторат да влези во просториите на текстилната индустрија, каде што работат затворени овие 30 жени работнички и да зачекаат на вистина нехумани услови, без никакви услови за работа, ниту пак овозможени основни услови за безбедност и здравје при работа. Работничките немаат не остваруваат ниту минимална плата, ниту придонеси, ниту пак му е исплаќена прекувремена работа, или пак минат труд. За сето ова трудовиот инспекторат веќе има поднесено пријава. Кажавме краен пример, на вистина тешко е ова да се слушне, но како да им се помогне, како да ги остварат своите права, особено што тешко се остваруваат и тешко работниците говорат покрај работодавачите. Конкретно целта на овој проект е да ја покрене свеста на жените работнички најпрво за економско ангажирање на пазарот на трудот, бидејќи, како што споменавме, процентот на ангажираност е премногу мал, иако долго време зборуваме за родова рамноправност, се уште жените се во многу помал процент ангажирани по однос на мажите. Понатаму би сакале да ги споменеме нивните права, значи да ја зголемиме свеста за работничките права кои што им стојат на располагање, а понатаму да ги
приближиме до работничките механизмите за заштита на нивните права. Што во случај кога некое нивно право е нарушено или прекршено, што во тој случај и каде би можеле да се обратат. Значи, познавање на законската рамка и механизмите кои што им стојат на располагање. Ова е проект конкретно, значи со еден проект ние не можеме да направиме некоја корените промена, меѓутоа и тој мал чекор кој што би го постигнал овој проект е доволно да се продолжи понатаму во иднина, се со цел да дојдеме до охрабрување на жените работнички, да ги научат своите права, да ги познаваат, да се ангажираат на пазарот на трудот, а исто така доколку има потреба од прекршување на правата, да знаат каде да пријават и како да се ги заштитат. Затоа уште не спомнувам дека се до крајот на овој проект, уште 6 месеци има до крај на проектот, значи слободно можат да се обратат на мојот телефонски број и на мејл по однос на нивните права кои што им следуваат, доколку им се прикршени или било какви прашања имаат. Проектот нуди бесплатни правни совети. Благодарам, Петреска. Тоа беше Талија Петреска, правен застапник, која сесрдно ја нуди бесплатната правна помош за да се остварат работничките права. Факт е дека само ја начнавме темата, но добро е да се тргне од нешто и да се охрабрат жените да знаат како да си ги побараат работничките правата, секако и сите работници.